Златниот венец на струшките вечери не води сега во Западна Африка кај Леополд Седар Сенгор, поетот на црната жена, чишто стих е вслушан во ритамот на древните африкански музички инструменти. La douceur de tes mains bande mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Насмевката на црната жена е рамноправен дел од убавината на овој свет, како што поезијата на поетите од Африка е дел од оштата култура на човештвото. Во поезијата на Сенгор мощно е присутен напорот да се поврзе автохтоната црнешка култура со придобивките на современата западна цивилизација. На Сенгор, францускиот јазик му служи за да ги изрази ритмовите на Африка. Тој јазик му служи на гилвик, по потекло бретонец, да искаже својата фасцинација со скржавоста и рудиментарноста на каменестиот пејсаж од својот роден крај. Но и да им даде израз на гледките од големиот град, со неговите множества и со неговите осамености. Еве не во неговиот стан во Париз над скаменетото поле од покриви. Moi, j'aime distraire, j'aime la compagnie, pas le cacher, j'aime bien les histoires amusantes, j'aime les jeux de société, et j'aime bien exercer mon talent qui est incontestable de grimacier. On n'est jamais sûr d'être un poète, mais je crois que je peux être sûr d'être un bon grimacier. Je peux vous donner quelques exemples, parce que vous savez, il faut désonaliser, n'est-ce pas, le poète? Alors voilà un exercice de désonalisation. Moi, je crois. Je prends la poésie au sérieux, mais pas ma personne. Moi, je ne suis qu'un canal. Voilà, démonstration faite. Petit peu. Petit peu. Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille là, il y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel Златниот венец на струшките вечери на поезијата поврзува простори и времиња. Гилвик не испраќа од Париз со една средновековна француска песна. Артур Лундквист не очекува во Стокхолм, во старото здание на Шведската академија на науките и уметностите. Во широката отвореност на шведската култура, а и во тоа што овие млади швеѓани собрани на еден празник на поезијата се чувствуваат како деца на светот, има несомнено и удел и активноста на Артур Лундквист. Има секако некаква символика во тоа што една негова збирка песни се вика Ноќни мостови, а и во тоа што насловот на песната што ја рецитира "Јас сум оној што ве гледа од мостот". Jag är ett styvbarn i detta land, kommer aldrig hem, irrar i cirkel. Styvbarn utan en rotfrukt att gräva upp på jorden. Blott dimman öppnar sig ett ögonblick och stänger en grind. Solsilhuetter mot en mjölkig dag. Oigenkännliga röster skräller långt borta utan att ge eko. Kärlen låter stenarna sjunka med en suck så som luften går ur den jäsande degen. Men det är en suck som inte vänder sig till mig. Tankens nålbrev glittrar som jag stod vid stranden av en sjö i motsol.
Men jorden gömmer sig under träden tills jag inte ser träden för bara skog. Vägen drar fram upphöjdelsen för Тој ќе den. напише песна по повод смртта на Неруда. Шпанскиот поет Рафаел Алберти ќе напише песна Балада за тој што не бил никогаш во Гранада, сеќавајќи се на времето на другарување со Лорка и вечното одложено одење во Гранада. По 40 години прогонство, пречекан од многобројни почитувачи на неговата поезија, која во сите тие години била скришум читана и сакана, Рафаел Алберти ќе се врати во Шпанија. Тој стана еден од добитниците на Златниот венец. Го гледаме на вечерта посветена на неговата поезија во Соборната црква Света Софија во Охрид, чија историја е исто така едно долго чекање. Незините фрески од 12-тиот век стоеле 5 векови премачкани со вар, за да блеснат одново во сиот свој раскош со доаѓањето на слободата. Venir a Estruga es uno de los acontecimientos más importantes de mi actividad literaria. Esta es la tercera vez que vengo y estoy muy feliz de participar en una de las citas anuales más importantes del mundo. Especialmente no solamente por la actividad poética en sí, sino porque contemplar de nuevo Estruga y el lago Ogri es una maravilla. En uno de los poemas últimos que yo he escrito sobre Ogrid, digo que después de la creación del mundo, Dios, al contemplar la belleza de su creación y emocionarse, soltó una lágrima y esta cayó en la tierra. Y esta lágrima formó un lago que es el lago de Og. Ех, у ономада гліка по захарі темель. És a szemében nézel, egyszerre Наградувајќи ги поетите од разни култури и традиции, од различни сваќања и школи, Струшките вечери на поезијата цртаат една нова духовна светска карта на поезијата, покриена со една богата мрежа на врски, сродности, плодоносни поттици и заемни откривања. Златниот венец како признание за високи остварувања во поетската уметност ќе го овенча опусот на уште многу поети. Меѓу нив е и хрватскиот поет Мирослав Крлежа. Венецот ќе го понесе и Ханс Магнус Енцесбергер, еден од највидните поети на генерацијата, која ќе го изврши подвигот на духовната обнова на Германија по Втората светска војна. Мудрата и спокојна поетска реч на Блаже Коневски, едно од најдлабоките во широкиот спектар на македонската поезија, наградена исто така со ова признание. Еруптивната поетска визија на романскиот поет Никита Станеску ќе биде пречекана тука со одушевување, а длабоко разбирање ќе проследи и контемплативната загледаност во себе на индискиот поет Сакиданант Хиранант Вацјајан Агеј. Од најблискиот сосед на Македонија, од Грција, од нејзините острови, ќе дојде Јанис Рицос да ја прими оваа награда и да го изрече својот ангажиран повик насочен кон барањето на еден поправеден и поубав свет. Од година во година фестивалот расте, се менува, гради традиција, но ја надминува, барајќи ја секогаш најпогодната форма за доближувањето на поетскиот збор до слушателот, но и најпогодната форма за доближувањето на поетите меѓу себе. Надвор од официјалните форми, поетите се среќаваат навечер на приредбите наречени Ноќ без интерпункција, каде што се рецитира, се импровизира и се пее, при што поезијата се враќа кон своите далечни импулси скриени во играта, во спонтаноста, во миговното вдахновение. А во текот на денот се одвиваат сеансите на симпозиумот, каде што во атмосфера на толеранција и на заемно почитување на разликите, се дискутира за проблемите што ја засегаат поезијата, а низ неја, како што тоа дискусиите секогаш го откриваат, и човекот, човештвото, светот. И sejedno дали темата е јазикот или традицијата, дали се зборува за односот што постои меѓу поезијата и науката или меѓу поезијата и политиката, низ ставовите и сваќањата изнесени тука, се провлекува постојано мислата дека судбината на поезијата,
Незините дилеми и визии секогаш се на некаков начин јасен и видлив или таен и скриен, поврзани со суштинските проблеми на светот што го окружува поетот, со екзистенцијалните прашања, оние на нашата епоха или оние вечни и никогаш неодмирливи. A small hill in Macedonia. Alexander owned it before he annexed the world. Then it was Rome's with a Grecian lisp. Последната вечер од фестивалот е вечер кога зборот на поетите од целиот свет одекнува пред еден импресивен аудиториум од неколку илјади луѓе. Стоејќи на мостот на поезијата, поетите ги испраќаат од тука своите пораки до сите оние што сакаат да ги чујат. Пред да почне оваа приредба со која завршува фестивалот, еве го Ален Гинзберг, еден од бунтовниците на американската бит генерација од 50-тите години, но низ чија поезија и денес провејува духот на непристанување и на отпор кон секаков вид притисок и секаков вид стагнација. На јубилејниот 25-ти фестивалот, нему му припадна наградата Златен венец. Hum! 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 Поетот ги поздрави учесниците на фестивалот со древна индиска мантра Хом, увод во постигањето на духовната концентрација која води кон спојување со сеопштиот универзален дух. Еден американски поет ја поздрави публиката со зборовите од индиските Упанишади. Етеа символиката на мостовите што ги гради овој фестивал меѓу времињата и просторите. Welcome with cosmopolitan greetings to Struga Festival Golden Wreath Laureates and International Bards, 1986. Stand up against governments, against God, against God. Stay irresponsible. Say only what we know and imagine. Absolutes are coercion. Change is absolute. Ordinary mind includes eternal perceptions. Observe what is vivid. Notice what you notice. Catch yourself thinking. Vividness is self-selecting. If we don't show anyone, we're free to write anything. Remember the future. Millions of babies watching the skies, bellies swollen with big round eyes on Jessore Road. Long bamboo huts, no place to shit but sand channel ruts. Millions of fathers in rain, millions of mothers in pain, millions of brothers in war. Grandfather millions, homeless and sad. Grandmother millions, silently mad. Millions of daughters walk in the flood. Millions of children wash in the mud. A million girls vomit and groan. Millions of families hopeless alone. Millions of souls, 1971, homeless
on Jessore Road under Grayson. A million are dead, the millions who can walk toward Calcutta from East Pakistan. Taxi September along Jessore Road. Ox cart skeletons drag charcoal load past watery fields through rain flood ruts. Dung cakes on tree trunks, plastic roof huts. Wet processions, families walk, stunted boys